Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Наша гостинка на програмата на ТВ каналот ВИС е психологот во Општинското основно училиште Сандо Масев од Струмица, госпоѓата Лидија Манушева. Госпоѓа Манушева, добар ден, добре дојдовте во нашава емисија на програмата на ТВ каналот ВИС. Добро ве најдов, посебно задоволство ми е што ме поканихте да присуствувам на ваква емисија со ваква тематика. Така. Се надевам дека ќе соработуваме и понатаму, бидејќи има многу теми, особено денес, за кои може да се разговора и преку кои разговори може да им упатиме пораки на нашите гледачи, на граѓаните од општина Струмица, од сите 10 општини од југоисточниот регион, бидејќи е тоа многу важно, нели, за нив. Денеска ќе зборуваме на една тема која е во последно време многу актуелна, а многу малку се зборуваше порано, затоа ќе разговараме чекор по чекор. Зборуваме за менталното здравје. Мощна е важна гранка во психологијата и воопшто во здравството. Се надевам дека се согласувате дека е тоа така. Но да им откриеме на гледачите што е всушност тоа ментално здравје. Да, сосема сте во право во вашата констатација и јас особено се радувам што како психолог ќе може да откриеме што е менталното здравје и зошто е воопшто важно. Мора да тргнеме од дефиниција, нели? Според Светската здравствена организација, менталното здравјето, прво ќе почнем со здравјето е комплетна благосостојба, психичка, физичка и социјална, а не само отсуство на болест. Од тоа му произлегува дека менталното здравје не е состојба кога немаме ментално заболување, ментално пореметување, туку е состојба кога поединецот може да се снајде, да се справи со секојдневниот стрес и да може успешно да делува како во семејството, така и во професионалните обврски да ги извршува квалитетно. Така. Добро. Зошто досега, госпоѓа Манушева, толку малку се зборуваше за тоа ментално здравје и зошто сега одеднаш сите сме заинтересирани за него? Така е. Така е. Значи, во последно време, ако ги следиме информациите и Обединетите нации и Светската здравствена организација става голем акцент или во фокусот е менталното здравје. Зошто е тоа така? Затоа што во моментот сме во пандемија, нели? Една светска криза, а за кризата ќе се согласиме дека никој не е подготвен. Значи, никој нема имунитет од стрес, од травма, а во кризни ситуации се однесуваме многу различно колку во нормална ситуација. Јас истражував доста околу менталното здравје и зошто сега е актуелно. Јас особено се радувам, колку и да звучи дека во ситуација на пандемија психолозите се радуваат да зборуваат за овие теми. Така. Затоа што се многу важни, а статистиката зборува, например, во Кина, каде што прв пат се јави, нели, во Вухан пандемијата, тие во моментот на пандемијата, значи, ставиле еден мощен модерен систем и акцент на психологијата и психијатријата. Сите универзитети, сите можни над 100 универзитети, не знам колку ги има во Кина, и невладините организации отвориле многу телефонски линии за помош на лицата на кои им е потребна помош. Така. Помошта се состои во помагање на луѓето кои што се под стрес, кои што доживеале лични, семејни катастрофи, затоа што знаеме дека во секојдневниот живот сите луѓе не реагираат исто на стрес. Значи фокусот се става на оние кои што најмногу е изразен и евидентен е стресот. Значи, кинеската влада презела и многу други мерки и директни насоки како во пандемија да се исцрпат сите стручни лица, не само здравствените работници, туку сите стручни лица да дадат придонес во помагање на луѓето, во санирање, да кажеме, на реакциите кои се показател за нарушено ментално здравје.
Зошто тоа кинезите го сватиле сега во текот на пандемијата? Затоа што во 2008 година имале во Сечуан разорен земјотрес со многу жртви, некаде над 6000 жртви, и тогаш сватиле дека на виделина испливале менталните потешкоти кај луѓето. Губење на домови. Губење на членови од семејството. Членови од семејство, тесно, пошироко семејство, пријатели, без помошност, пријатели, па немаш каде да одиш едноставно. И во тој период, значи, почнале со некоја едукација на здравствените работници или на овие на линиите што се телефонски линии да прават обука. И сега, значи исто според економист угледниот весник, ги објавува резултатите и дошла до констатација дека сега, за време на COVID-19, многу подобро се снашле обучените лица за помош на болните. Значи, сите оние кои што го ставиле акцентот на менталното здравје и имале обука за реагирање при нарушувања, многу подобро се снашле. Така. Затоа е тоа така. Меѓутоа на Балканот, кај нас, за жал, има стигматизација, Така. отпор, дури нарекување со непријатни, да речам, имиња на луѓето кои што се стручни и кои што можат да помогнат во вакви стресни ситуации, затоа што луѓето прибегнуваат кон консумирање на лекови во енормни количини. На своја рака. На своја рака. Не знам како е по Без аптеките. консултација со здравствено лице, без разлика. На своја рака. Психолог, психијатар и така натаму. Се устручуваат да побараат стручна помош, освен медикаменти, да кажеме, алкохол, Така. психотропни супстанции и Така, барање спас во нешто друго, нешто Меѓутоа, споредно, на наместо кратки- да се избориме на со кратки сите стази тие. е тоа добро. Така. Проблемите не исчезнуваат. Добро, пандемијата ни донесе многу стресови, Така. кои го зголемуваат ризикот од психички болести. Ајде малку околу тоа, кои се тие? Така. Пандемијата всушност не измести, ќе се послушам со еден израз од черката. Ја тргна подлогата од поднозите, не само нас. И всели во нашите домови немир, неизвестност, страв, што ќе биде, како ќе се случи, да си поставуваме многу прашања и неизвестни прогнози. Значи сите ние како да сме во iščекувањето и ќе добиеме прогноза кога ќе престане ова. Меѓутоа, одговор Нема. немаме. Сега за сега И немаме. никој го нема, така. Никој го нема во моментот, се надевам оти во брзо време ќе го имаме и дека ова ќе помине. Така. Понатаму им се одеде на луѓето можноста да планираат. Ние не можеме да планираме, да кажеме за 2 дена ќе одам ваму, ова ќе го направам, а тоа е многу важно. Затоа што тоа повлекува носење на одлуки, придонесува за пореално, да кажеме, порационално функционирање на мозокот и донесување на правилни одлуки. Тоа ни е одземено. И ако се секи викаме дека ова ни е одземено, ова ни е одземено, понатаму ни она пак што ни е дадено, имаме мерки. Мерки од мерките кои што ги даваат надлежни институции, кои што се релевантни. Здравствените власти. Да, се така. извинувам. Така. Не се случи. Значи, кои што се релевантни и мерките треба да се почитуваат. Апсолутно. Мерките треба да ги почитуваме. Понатаму, што изгубивме? Движењето ни се ограничи. Имавме и полициски часови, имаме и ограничување за посети на, не знам, во кафичи, едно друго. И кон тоа треба да се придржуваме секако, меѓутоа пак, како да ни ја одзема слободата, го чувствуваме тоа. Тоа се, значи, стресори со така. Понатаму, имаме што ни донесе губење на работа. За жал, некои изгубија работа, финансиски трошоци. Некои изгубија работи, тоа е дополнителен Дополнителен стрес, стресор. меѓутоа и тие што имаат работа, имаат стрес да не ја изгубат утре задутре. Така, да не ја изгубат работата. Тоа повлекува автоматски минус финансиски трошоци во семејствата. Исто така што добивме, работа од дома. Некои работат од дома онлайн, некои се на работните места. Исто така добивме онлайн настава во училиштата. Сите тие се стресори кои што делуваат на личноста да се однесува поразлично, а се во склоп, значи, на
менталното здравје. Да, и оние планирани работи, едноставно стана пореметување на се она што беше наше секојдневие до пред појавата на пандемијата, заради тоа што се гледавме со пријатели, си одевме на гости, правевме нешта кои се нормални за животот кој го живееме, одевме на свадби. Сега не можеме да планираме свадби, нели, не може да планираме родендени, имендени и така натаму. Од друга страна, тука е стресот на губење финанси, значи, и тие се нормални работи. Сега, какви се стресните реакции на луѓето подложни на... Да. Во вакви ситуации, реакциите што се манифестираат се стравот. Така. Изразен е на страв кај луѓето. Стравот пак поврзан со оно што го спомнавме претходно, со губење на работни места, со како ќе се снајдам, што ќе се случи ако се разболи некој од семејството и така натаму. Понатаму се јавуваат реакции како што се несоница, луѓето се самата затвореност во семејството придонесе за повлекување поединечно на личноста. Ако сме во рамките на семејството, оделување внатрешни, затоа што некој е на онлайн, некој работи едно, некој работи друго, тоа се реакции на намаленото, значи на чувство на сигурност. Зголемена е вознемиреността кај личноста. Имаме појави на анксиозност. Да. Тоа е, значи, страв. Значи, црни мисли што понатаму, така? Секој ден, значи... Што утре, што после еден месец. Така. Меѓутоа, анксиозноста е сериозно пореметување и депресијата исто така, и паниката, паничните напади, посттравматските реакции. Кои стануваат се почеста појава. Се почеста појава стануваат, затоа што самата ситуација придонесува и неможноста да го видиме светлото на крајот на тунелот, не кај сите лица. Меѓутоа, некои лица се поотпорни, некои повеќе успеваат да се справат со стресот, а тоа зависи од многу работи. Сега дискутирале цела емисија. Понатаму едно интересно нешто што се јави во почетокот, значи барање жртви на стигматизација. Почнавме, се тоа продукт на стравот, почнавме да ги обвинуваме луѓето. Овие биле во странство, странски државјани, биле воземи во ризик, па се вратиле, како ние тука ќе си бевме безбедни, зошто овие се вратија. И за оваа реакција виновен е стравот. Така реагираме, затоа што не сме ние нешто неемпатични или всушност ние за сите нешта реагираме така, бараме виновник. Виновни не сме ние, туку некој друг. Значи, оние кои доаѓаат од странство, оние кои се групираат, оние кои одат таму, ваму, политичарите ни се виновни, здравствените власти ни се винови, Светската здравствена организација ни е виновна и така натаму. Дури теории други на завери. Така, теорија на заговор. Така, дали било вирус, дали било не знам што. Сето тоа е продукт на стравот. Сето тоа е продукт на стравот. Исто така... И тоа е индивидуална работа. Одредени луѓе знаат како да се справат со тоа од проста причина што ги прифаќаат нештата такви какви што се. Други не сакаат да ги прифатат нештата какви што се, секојдневието е поразлично од порано и бара виновни. Така, или некои личности се прилагодуваат на ситуацијата, така, побрзо се адаптираат и ја сваќаат како не да кажам како нормално, туку пак како нормално, како едноставно тоа е, како за сите така и за мене, ќе почитуваме, ќе се снајдам. Исто така реакции или манифестации што се битни да се спомнат, е зголемена употреба, пушење цигари, алкохол, рековме психотропни супстанции. Понатаму има случаеви по статистика и во Македонија и сегде во светот големено насилство во семејствата, исто тука доаѓа до израз, значи самата структура на семејството. Дали во семејството има луѓе со психички пореметувања, има луѓе со изразена агресивност, затоа што се затворене, може да се снајдат. Понатаму се развија ситуации каде што имаме семејства на разведени родители, па околу видувањето да се постигне компромис, се носат маски, па времето, па полициски часови, па не знам што и така натаму.
И друга ситуација што е интересна и мислам оти многу луѓе поминавме низ таа ситуација е прекумерно земење на лекови. Здраво придонесе да земеме многу витамини и многу повторно на своја минерали, рака. така на своја рака. Минерали, што може да биде штетно. Овошје, прекумерна употреба, без причина и да има без причина, некогаш е без причина. И без консултација со стручно. И без консултација, нели, ама и без причина. Сето тоа е продукт на стравот и е сосема оправдано во кризна ситуација оти луѓето така ќе се однесуваат. Стравот, всушност, стравот е најопасното нешто што му се случува на човекот. И јас знам така поетски да се изразам, најмногу стравувам од стравот. Така. Така ли? Така е, така. Тоа е најголемиот страв. Да стравуваш од стравот кој го има во тебе. Сега тука, така. ќе ти кажам, оти имаме реален страв, и имаме и рационален страв. Сакам и за тоа малку ќе позборуваме, нели? Подоцна ќе позборуваме малку и за тоа, затоа што ирационалниот страх се вика страв, се вика анксиозност така. И депресијата, и за тоа се радевам, оти ќе има време и за тоа да она што мораме да го признаеме, вие го спомнавте Балканот, дека во Балканот нештата се такви какви што се, имаме отпор према многу работи, меѓутоа интересна е ситуацијата дека такво нешто што не беше случај досега, се случува и во високо развијани земји, значи и надвор од Балканот, се случува во една Германија, се случува во една Италија, во Франција и така натаму, се случува во Америка, значи сите се против ограничувањето на слободата на луѓето, иако според препораките на Светската здравствена организација мора тие мерки да се почитуваат за доброто, за наше добро, за доброто на сите околу нас, за доброто на општеството, на светот, на Европа и така натаму. Меѓутоа вие сте во право за сето тоа што го рековте. Меѓутоа моето кажување дека во исполнување на Балканот беше во контекст на луѓето не бараат, не се грижат за менталното здравје и не бараат стручна помош, што не е случај. Да се разбереме процентуално, не може да, туку сигурно не е сегде. Ама видете како владата во Кина и сите сега Светска здравствена организација и Обединените нации го ставаат акцентот на менталното здравје и на барање на стручна помош, затоа што на запад стручната помош се плаќа и е индивидуална. Меѓутоа со воведување на има значи други механизми во оваа ситуација. Се јавуваш на телефон, ти се дава помош бесплатно. Имате ли сознание, ако веќе неколку пати ја спомнавте Кина, нивните искуства со земјотресот и сега со пандемијата, колку тие искуства се прифаќаат од другите земји, да кажем од Соединетите Американски држави, од Европа, од европските земји? Јас не верувам дека луѓето и досега и до пред пандемијата не биле анксиозни, немале проблеми со менталното здравје, имале, бидејќи еве, особено ние, 30 години сме во некаква транзиција, имаме проблеми, континуирани стресови од осамостојувањето до денес. Така ли е? Така. Во тој смисол да ни кажете нешто, дали имате сознание колку тие искуства од Вухан, од Кина се пренесуваат и надвор од границите на Кина? За жал не можам да дадам многу точен одговор на ова прашање. Меѓутоа сигурно што се однесува до здравствениот дел, јас силно верувам дека ги користат сознанијата околу ова справување, како се справиле со ковид, да кажеме, во Кина. И сигурно работат, секојдневно слушаме информации по алгоритми, по начин на лечење, не знам како. Меѓутоа, оно што јас особено го поздравувам е ставањето во Кина, акцентот на менталното здравје и колку е прифатено во другите држави, зборува тоа што Светската здравствена организација го акцентира, го става фокусот и Обединетите нации така. Сега, индивидуално е, и е индивидуално која држава како, јас се надевам, искрено се надевам дека и кај нас ќе почнат значи да се организираат властите на начин да услугите кога човек е под стрес, а сите сме во криза, нели? Самата криза ги носи стресните реакции. Дека ќе најдат начин, телефонските линии се добри за да се јават луѓе и да им се
да им се помогне, да се разговара со нив. Затоа што јас сум сертифициран психолог за давање на прва психолошка помош и психосоцијална заштита. И имам искуство и од тоа, значи, работев како волонтер во Црвен крст и Во време на пандемија? така, 3 месеци работев. Затоа малку подоцна Добро. ќе зборуваме за да ни ги пренесете вашите искуства. Во ред, Така, како? меѓутоа, она што ме интересира, колку е важна емоционалната благосостојба кај индивидуата и кај општеството, кај пошироките маси и така. Така, емоционалната состојба е дел од менталното здравје, спомнавте, нели, како благосостојба. Емоционалната благосостојба Како да дојдеме до неа? ќе дојдеме на тој начин што ќе си ги прифатиме емоциите или чувствата такви какви што се. Добро. Нема да судиме зошто јас вака се однесува. Нема да се судиме, да се осудуваме или да трошиме време и да размислуваме како треба да се однесуваме. Се е нормално. Сите реакции ќе си ги прифатиме како своји, како лични и ќе сватиме дека нашите реакции се во ред, со емоциите сме во ред и се нормални, меѓутоа, за жал, живееме во ненормално окружување, тоа е кризата. За жал тоа е така. Така. И тука нештата може да ги поделиме на неколку работи, како што е општествената благосостојба, нели? Да. Како што е телесната благосостојба, кога Така, тие се во скоп или на менталното здравје. духовната благосостојба на една индивидуа и на група луѓе и така натаму. Психичката благосостојба, како би вложувале или каков совет може да се даде? Значи, битно е да се зачува мирот. А мирот секој може да го зачува на начин... Душевниот мир. Не душевниот, општо психичкиот мир. Општо После ќе кажам за така. душевниот. Општо психичкиот мир. Значи, како да се зачува мирот? Мирот нема универзална дефиниција да каже психологот вака ќе го зачуваш. Нема за сите, меѓутоа индивидуална има. А јас ќе дадам една општа насока дека секој треба да се потруди да најде што е она што го исполнува. Дали ќе чита книги, дали ќе пишува поезија, дали ќе пече колачи дома, дали ќе вежба онлайн, Така. дали ќе поминува, ќе раскажува или ќе чита приказни на внуците. Дали правиме нешта кои не прават срекни, Срекни. не исполнуваат. Не исполнуваат. Така. Значи психички и тоа придонесува за смирување на емоциите, за смирување, за спуштување на напнатоста или што викаме депресијата или анксиозноста, се намалува со тоа. Што се однесува до духовната благосостојба е многу интересна. Викаме дека и во нормални услови понекогаш се чувствуваме или се прашуваме која е смислата на мојот живот. Кога ќе ја најдеме смислата, значи ние треба да размислуваме за себе. Треба да си размислуваме за емоциите, меѓутоа на позитивен начин. Треба внатре во себе да најдеме нешто што ќе биде над нашиот идентитет. Апсолутно. Или затоа што сета оваа ситуација, ние имаме интегритет, ние сме личности. Не може кризата, мора во кризата да најдеме она што го рековте вие, да се прилагодиме и да сватиме дека ние влегуваме. Сега сме во нов стил на живот. Стилот на животот се менува. Ако не се потрудиме духовно да го најдеме мирот, духовно зборувам како спирит, како се вика ова од аспект на цркви, таква духовно смирување не, туку лично духовно смирување, затоа што ќе зажалиме, нема да откриеме за што све сме способни. Така. Ќе најдеме, значи, за што сме способни ние нешто и тоа ќе ни биде духовната смисла на животот. А сите ја имаме. Внатре во себе. Треба да најдеме таа утеха, значи на крајот на краиштата преку изведување на активности, утеха, пандемии, несреќи имало и ќе има и во иднина, но историјата вели дека луѓето знаеле да продолжат да живеат и во време на пандемија и после пандемија. Не смееме да се предадеме на нештата кои на некој начин ни дават краткорочни благодети, да кажеме. Така. Ако не
бидеме свесни да кажеме дека животот и покрај се е убав за Да, живење, тогаш да. не сме направиле ништо. Да, секако. Меѓутоа, она што треба да не загрижува и што може би го загрозува нашето ментално здравје е тоа дека станавме се помалку луѓе. Станавме се повеќе лоши. Се отугивме едни од други. Тука пандемијата не е виновна. Тоа беше присутно и пред таа да Тоа е некој- да дојде на таа наша сцена. Како некој синдром. Почнавме да се љубомориме, почнавме да се мразиме. Овие социјални мрежи направија повеќе зло отколку добро. Така, се се согласна. напаѓаме едни со други, се поделивме по секои основи и така натаму и така натаму. Да. И чинам ова е дополнителен импулс на ова што сега го живееме. Да. Дали се согласувате? Затоа може би сме многу поисплашени. Така. Како ќе се справиме со ова? Затоа што она што рековме, се оделивме, се отугивме, станавме полоши и така натаму. Тоа се темели на Не се одиме на гости. Тоа знаете како. Читав, се ме подсетив, читав пред некој ден една статија, вика што треба да направиме? Да ја превртиме пирамидата на Маслов, психолозите знаат дека тоа е пирамида на потреби. Така. И најдолу на дното се наоѓаат потреби од куќа, од сигурност да имаш, од храна, од вода и се нагоре до само актуализација на личноста. Видете, во држави кои што се посиромашни, имаме многу проблеми и не мачат. Ако ние немаме на детето да му купиме патики, ако не можеме од порано викавме од први до први, нели, месецот да го поминеме, стануваме анксиозни. Во позадината секогаш Ѓорги е стравот. Фактички тие луѓе се исплашени Така. и после, зависно од типот на личноста, компензацијата на незадоволството ја манифестираат со напаѓање или стигматизација и со етикетирање на другите. Јас само би те надополнил, Добро. во смисол не е само стравот дали ние може да му купиме на детето патики, Како е пример? туку алчноста за се повеќе И да тоа, имаме се согласувам, е многу поприсутна. Во смисол не дали ќе му купиме патики на детето, туку да му купиме од најскапите за да има подобри патики од неговото другарче. И Така, почнавме така, да се така. надпреваруваме едни со други, да имаме барем 2 метра повисока куќа од соседите, од роднините, да имаме 3 автомобили дома, струмица врие од автомобили, а се жалиме дека живееме во немаштија. Значи, Така, трката по екстремности. парите, Така, трката по тоа парите, се екстремностите, На за жал, времето да. имаше убава живеачка, а сите возевме или Фичо или Стојаден и И во така Фичото натаму. имаше 5 души Значи, внатре. не е до патиките дали имаме или немаме. Знам дека има семејства кои го имаат тој проблем. Но, самата потреба да објавиш на Фејсбук во кој ресторан си и што јадеш е голем проблем. Да. Голем проблем. Тоа е за жал, да кажеме, информатичка Сами си ги некултура. правиме менталното здраве да ни биде таква како што е. Така, убаво го поврзавте тоа и Така. се согласувам со вас, тоа се екстремностите. Или немаш, или имаш многу, па не знаеш од тоа што Така го е. имаш. Без да размислуваме дека како се одразува на децата ако тие се патики марка, а детето нема, верувајте, многу деца и на онлайн настава не се уклучуваат затоа што во позадината нема, другите се срамат да видат каде живеат децата. Тоа е. Порано го немаше тоа. Тоа И го немаше, воопшто го не немаше. беше важно Ние сме од кој- тоа време кој во кога- каква блуза ќе биде облечено, Не, децата не. се сакаа меѓусебе, не им беше Да, срам. сакавме, дружевме и Така. така. Апсолутно сте во Ајде право. малку за доживувањето на опасноста. Значи сите ние велиме се плашиме од тоа што не чека или од тоа што може да предизвика времето во кое живееме. Малку за опасноста. Како ја доживуваме таа опасност? Опасноста се доживува најразлично Од коронавирусот е нов вирус, Да. непознат, не само за обичниот граѓанин, туку и за стручните луѓе. Така. Се уште некои работи не се јасни. Така, затоа стравот е поголем. Така. Заради тоа што го рековте она, затоа стравот е поголем и затоа се доживува многу постресно. Исто така
придонесува тоа што првичните симптоми, ова па го кажувам од искуството и имам разговарано со многу луѓе што се во изолација, значи, првите симптоми се слични со сезонскиот грип, па луѓето се уште поисплашни, па бараат тестови, па има, па нема тестови, значи самата ситуација придонесува да се доживее страв, кај некои лица стравот е екстремен, што да се панични напади, значи, кај некои не. Дополнително, јас пак ќе дополнам, ако ми дозволите, се надам дека не се лутите. Не, дополнително, тој страв се зголемува кога на фактичката состојба се накалемуваат тие теории на заговор. Дополнително се зголемува тој страв кога читаме разни информации од стручни и нестручни луѓе, оти нели денес сите се знаеме за се и се што апсолутно, кога се даваат некакви црни прогнози без никаква основа, кој му текне било што го објавува и тоа дополнително прави страв. Види, тој рекол дека ќе биде не знам како. Да. Сега она што така е, она што како препорака ние психолозите го даваме, дека она што може да го направи поединецот во таа ситуација, фактот постои така, нели? Да се следат исклучиво, значи информациите што доаѓаат од релевантни институции и од стручни лица. Понатаму веќе дојдовме до моментот како да се справиме со стравот. До тоа поглавје. Зборуваме доживување и справување со стравот. Така. Исто така добро е самите да си кажеме или самите да се ограничиме колку пати во денот ќе ги слушаме вести нон-стоп од почетокот, министерот, друг, не знам што беше супер и затоа сакам да зборувам малку околу информациите давање, не на министерот, тука за информациите. Да кажеме, ќе гледаме 2 пати во денот вести. Другиот ден ќе го правиме значи ние сме должни, за да го зачуваме менталното здравје, да направиме нова рутина, да си направиме организација на денот, буквално, како листа и чекираме. Ова го направи. Во тие услови, со почитување на мерките, со останувањето дома, да си направиме распоред. 2 пати ќе гледам вести, посум и не знам кога ќе ги гледам. Ќе ги слушам само проверените информации, ќе постапувам само, ќе ги почитувам превентивните мерки, онака како што тоа имаше во изобилство. Кои се официјални. Кои што се официјални, пак, значи релевантни извори се тоа. Ќе ги слушам само тие информации, другите немам потреба да ги слушам. Затоа што, знаеш зашто се случува тоа, Ѓорги? Затоа што мозокот, по дефолт, кога организмот е во стресна ситуација, во реакциите, како да изреагира во моментот, замислете отима земјотрес. И отиди. Се треси тото под ногата. Тоа ќе направите вие, првото. Ќе бегаме. Или ќе бегате, или ступор ќе се укочите. Така е. Нели? Сега, мозокот да избере како ќе реагира, се води од инстинктите. Значи, инстинктивно реагира. Не реагира рационално. Значи, мора мозокот одма да реагира и ги користи брзите патишта. Затоа луѓето, затоа ја дадов онаа насока, толку да гледаме вести да ги користиме релевантните информации, затоа што мозокот во тие ситуации како последица на страв ги памти, ги регистрира лошите работи. Ќе запамти колку умреле во Струмица, колку заболени има. Нема да запамти колку оздравеле. Затоа што фактички тоа е инстинктивната и нерационалната... Потребата да се слуша нешто лошо... Не потребата, туку стравот... Стравот те тера. Стравот те тера, ти вели, бегај од тука, тука е опасно. Мозокот, значи, одлучува во секундата, затоа што тоа е потребата од преживување, Ѓорги. Секоја личност има потреба да остане жив. Да остане жив и така реагира. Затоа, за да се избегне, значи, да може мозокот да го натераме рационално да размислува, се она што го велиме, уклучи го мозокот. Нели многу често се случува тоа. Случувањето на мозокот е правење структура на денот. Поставување себе си кратки прашања. Се прашаме. Зошто јас
Што е ризикот јас да бидам да добијам COVID-19, зашто сум поризична, извини, од тебе, за јас да бидам под COVID. После да си прашам како ќе се заштитам јас од семејството, што можам јас да направам во оваа ситуација, тоа се прашања што го вклучуваат рационалниот дел на мозокот. Тоа ги спушта емоциите. Значи помага на човекот да не е во паника, да не е под напнатост, туку се спуштаат емоциите кога ќе размислиш, едноставно размислуваш. Што да направам? Аха, ќе си гледам телевизија, тогаш ќе пуштам, во меѓувреме ќе медитирам, не знам, ќе плетам, ќе везам, не знам што, значи има многу што да се прави. Секој човек така е. Се согласуваш дека? Апсолутно се согласувам. Како и јас, ако јас сум некаков репер, како се обидувам да се справам со стравот, бидејќи реков, страв ми е од стравот, нели? И како можам или како се обидувам да го зачувам моето ментално здравје, ако е тоа некаков рецепт, јас веќе 6-7 години не гледам вести на ниедна телевизија, не ги гледам. Бидејќи вестите од првата секунда до последната секунда кога спикерката се одјавува, се полни со негативна енергија. Тебе делуваат вознемирувачки, да нема во некој град, како да нема во државата убави нешта кои може да бидат прикажани. Во Америка има едно непишано правило кое го дознав кога бев на една новинарска работилница во Вашингтон, како гостин на State Department-от, на Voice of America. Таму вели има едно непишано правило. Секои вести на било која телевизија завршува со нешто убаво. Да. Со некаква убава репортажа за кога спикерот ќе се одјави и кога ќе каже добра винок, да држи тоа добра винок, а не те утепал од првата до последната минута и на крајот ти посакува добра ног. Каква добра ног кога пола саат ми го зголемуваш стресот. Така ли е? Да. Апсолутно. Значи не гледам вести на ниедна телевизија, не гледам дебати, дуели политички и така натаму. Правам нешто, значи на тој начин се заштитувам себе си го заштитувам мојот живот, емоционалното здравје, психичкото здравје. И се занимавам со некои работи кои ми причинуваат среќа, ми причинуваат задоволство. Само така, никако поинаку. Значи, тука улогата на медиумите е многу важна. Многу важна. Секако многу важна, дури има едно правило во психологијата, кога се кажува за некој нешто, значи, тоа е всушност за комуникација, се кажува прво најдоброто. Така. Најдоброто се кажува. После се кажува помалку доброто, меѓутоа се даваат препораки како доброто, како помалку доброто да стане подобро. Разбирате ли? Тоа се вештини кои што мора да ги научиме, да се справува. Тоа се учи, тоа не е некоја филозофија. Исто така, сакам да спомнам дека информациите во врска со ковидот, се вратиме на темата, значи во врска со ковидот, треба да бидат на телевизија дозирани, рековме, меѓутоа кратки, јасни, концизни, без преценување, меѓутоа и без подценување на ризикот. Затоа што ризикот од заболување е огромен и да бидат кажани, ти си новинари знаеш, да бидат кажани на тон кој е смирувачки или неутрален, меѓутоа мора да се информира населението. Па личен избор на поединецот е дали вестите го вознемируваат или не, меѓутоа да се ограничат, се согласуваме сите, отие е подобро да се ограничи и да се даде право на избор на индивидуата и да се донесе самиот одлуката. Затоа што луѓето некогаш носиме одлуки, ако ги носиме во оној период кога несвесно мозокот реагира, секогаш ќе удриме со главата во зидот. Меѓутоа, затоа учиме. Следниот пат ќе кажеш, нема да го правам тоа, ќе го направам. Треба да работиме на себе. И акцентот секогаш да го ставиме на нас како личности. Затоа што, Ѓорѓи, кога мене ќе ми биде добро, или вам ќе ви биде добро, ќе биде добро и во фамилијата. Ќе
биде добро во примарното семејство, ќе биде добро на работа, ќе се појавиш на работа позитивен, не. И тоа е добро да го сватиме и треба да се работи. За да се постигне сето тоа, има стручни лица. Има лица кои ја знаат оваа работа, како тоа да се постигне и термините, светските трендови што се доживотно учење е всушност точно тоа. Затоа што сега имаме COVID-19 до година, не те Боже, не знам што ќе има. Така, има постои едно нешто што се вика уметност на живеењето. Треба да знаеме да живееме во секакви услови, па и во услови на пандемија. Јас не ги разбирам луѓето кои во време на така наречен, јас не би го нарекол така, меѓутоа нели полициски час, од петок попладне до понеделник наутро, значи само сабота и недела се тука, мора да останат дома и тоа е страшно тешко. Та нели велиме дом, само едно место на светот се вика дом. Кај да одиме, дома да си дојдеме. Зошто дома не ни е убаво? 2 дена, 3 дена, тоа не е. Па за здравето се работи. Така е, така е. И всушност моите размислувања сега го рече тоа се движат кон западните земји кои што не ода така по многу по кафичи, не прават такви свадби, значи меѓутоа живеат по друг живот. Меѓутоа ако навлегуваме во таа тема, тоа се системи, значи различни системи, системи на образование, системи на живење, култура на живење, стил на живот и така натаму, тоа се многу теми. Јас сакам да ти кажам сега колку и да звучи малку интересно, за време јас го обожавав полицискиот час. Затоа што за време на полицискиот час можеш да си седиш на тераса или во дворот, нема галама. Нема галама, нема возила, јас така на такво место. Кој може да ти изнеме? Возила што нон-стоп се, значи колона, и можеш да разговараш преку социјалните мрежи со децата или со било кој. И кога ги спомнав социјалните мрежи, многу е важно луѓето, колку и да сме дома, да си ги одржуваме социјалните контакти. Значи, на било каков начин. Сега барем треба да ги искористиме оваа технологија современа што ја имаме, контактите не престануваат, меѓутоа добро е исто така како препорака, ако има личности кои што ве вознемируваат, кои што ви внесуваат негативна енергија, на љубезен начин, најдете начин или неосетно така како да не дозволите да ви го наруши мирот. Битен е мирот да се зачува, да сме емотивно стабилни. Спокојот, најубавиот збор. Спокој. Нема ништо поубаво од тоа. Јас ќе споделам и со вас и со гледачите едно мое искуство од пред не знам колку, пред 2 недели, и јас имав контакт со лице позитивно на COVID-19 и поради тоа, поради нештата кои се такви какви што се, бев приморан да бидам дома 14 денови, значи 2 недели постојано да бидам дома. Немав никаков проблем, просто уживав во седењето дома. Тоа нема поубаво нешто, мислам. Понекогаш ми недостасува одредени работи кои сум ги правил секој ден, меѓутоа ќе дојде тоа после 14 денови. Ќе дојде ова, ќе помине, Ѓорѓе. Ќе помине, значи се што дошло ќе помине. Мора, и ако се водиме... Па дури таа пандемија ќе помине. Ќе помине, така. Значи, ако тоа го прават, го наоѓаат мирот или спокојот, а мир е друго, спокој е друг, или е исто, не знам ти како гледаш од твој аспект, успеваат да се стајдат брзо луѓето кои што се емотивно стабилни. И пред корона. Значи, веќе рековме, индивидуална работа. Многу. Одреден човек тоа го прифаќа тако како што е, има некаква духовна своја рамнотежа, се справува со секоја ситуација и си го штити на тој начин ментално. Ако имаше универзален рецепт, немаше да постои психологијата. А ако за сите луѓе имаме ние универзална одлука, универзален лек, треба да се внимава. Во текот на пандемијата, како психолог, уште една препорака ќе дадам врз основа на забележувања, што ги гледам јас како тебе не гледам
вести, не гледам, си гледам, друго си правам, други работи, сега да не кажуваме што си Да, гледам спорт, гледам филми, гледам Дури се поделуваме, не сближи пандемијата. А ако сопругот гледа спорт и јас во истата просторија, не одам во друга просторија. Тука со нешто друго ќе правам, нели? Што сакав да кажам? Ајде да привршуваме. Не, ми излета, само ова беше многу важно. Ми излета мислата дека дели како констатација ние дека некои личности подобро се справуваат, подобро се акомодираат, се прилагодуваат на ситуацијата, а некои не. Во случај на ковид, значи ќе ги земеме затоа што види Ѓорги. Лицата што имаат психички пореметувања имаат терапија. По статистика нема проблем таму. Луѓето кои што имаат органски заболувања земаат терапија, ме разбираш? Оние другите луѓе што навистина реагираат оправдано, не сме сите исти, реагираат со анксиозност, со паника, со депресија, посттравматски стрес, треба да им се помогне да бидат приоритет. Тие лица, затоа преку пружање на прва социјална помош и психосоцијална поддршка, стручно, индивидуално, ако е телефонско јавување, се работи со тие лица и... Тука го наметнуваме последното прашање. Вие го начнавте некаде на средината на овој разговор за самиот крај. Што велат вашите искуства од вашата соработка со Црвениот крст, кога дававте телефонски контактиравте со луѓе на кои им треба помош? На кои им треба помош. Од почеток, јас Како дојде до тоа? Вие да бидете... До тоа дојде јас да бидам, поради тоа што соработувам со Црвен крст повеќе години назад, на некои проекти, на некои консултации, така. Не се пријавив јас затоа што не знаев од има ли ни вакви. Значи, еве, затоа се добри емисиите да се информираат луѓето, не знаев. Мене ми се јави од Црвен крст, дали сакам како психолог да волонтирам. Јас прифатив одма. Затоа што, знаете што, си треба да сватиме оти во ова дереđe што сме, во оваа пандемија, нема его, нема суета. Значи, ако сум јас психолог, професионалец, јас се чувствувам должна да го дадам својот придонес, своето знаење. Моето знаење, затоа што, Ѓорги, јас сум психолог, јас имам знаење. Меѓутоа, јас немам имунитет на стресна ситуација, на траума. Јас си ги поставам истите прашања. Истото, и јас сум човек од крв и месек, исто реагираме. Меѓутоа, нашето знаење е тоа што не оспособило и срамота е, да кажеме, јас со моите години, со моето долгогодишно искуство, да не сум емоционално стабилна, меѓутоа сум многу емпатична и многу тешко некојаш при срце ги земам, ама успевам да го амортизирам тоа со една моја синтагма и ова ќе помине. И стално го кажувам дека мора да помине и ќе помине. Првично, преку Црвен крст и морам да кажам, и обеќав на Црвен крстот и ќе пренесам оваа информација, линиите се уште отворени, телефоните стојат и моментално има обука уште на други волонтери. Тоа го прави Црвениот крст. И јас им упатувам, значи, толку се професионални, толку знаат да ги најдат вистинските луѓе да ја завршат вистинската работа. Тоа е. Така. Оно што ме интересира, како беше интересот на граѓаните од еден ваков сега ќе ви кажам. Во почеток за Балканот, сега ќе се спуштам на наше ниво. Значи, нашиот менталитет е таков. Прво ќе го видат мојот број, ќе се јават кога има помош од Црвен крст. Кога дават пакети. Затоа што ако се вратиме назад, бевме комотни од почеток. Вухан, каде е Вухан, што се случува, нема да стигне. Еве го дојде Вухан кај нас. Ама луѓето бараат помош. Некои навистина им треба помош, тие си водат, не се мешам во политиката на Црвен крст. Значи, замоти се многу професионални, некој му треба, некој ќе не му следува, меѓутоа ќе досадува, ќе се јавува, ќе прашува, тоа беше. После почнаа да се јавуваат луѓето што се сами. Што децата не им се тука, за жал, што се многу тешка работа, добро. Така. Потоа што се негде, значи, двајца се останати, негде некој сам, започинат сопруг или и сопруг обратно. Тие почнаа да се јавуваат луѓе со психички пореметувања, со диагнози, со шифра. Така. И од
разговорите, ова што го зборував цело време што го зборувам, ова цела многу му има јас ти зборуваме, го влечам дел од моите сознанија, значи. И после тоа, Ѓорги, почна во Струмица да станува сериозна, алармантна и уште, мислам, ситуацијата, не знам колку има, не знам колку има, ама кога почна изолациите, еве како вашето семејство, твојата самоизолација, кога почна и кога, пошто ние во училиштето водиме на дневна основа евиденција и ги извади сите родители што се во сите семејства всушност, затоа што децата се наши ученици, нели? И чувствувам одговорност да се јавам. И се јавив на сите семејства. Прво сите беа задоволни. Некој ми се јавува да ги знаете што значи да ви се јави. Ало, како си, дали си добар? Некој позитивен глас од другата страна. Дали сте добри, како се чувствувате, како се справувате, како децата едно друго. И тука дојдов до ситуации што некои многу ме вознемирија и меѓутоа секое вознемирување не прави посилни. Апсолутно. Ако знаеме да се справуваме. И од сето ова многу ќе извлечеме добит и ако го ставиме акцентот на менталното здравје, затоа што по сите прогнози дека по завршувањето на пандемијата светска, трошоците за лечење на луѓето од аспект на ментално здравје ќе бидат големи, тоа повлекува многу економски трошоци. Заради тоа, наравучението би било, чувајте го своето ментално здравје, од секој од вас зависи. Но доколку имате проблем со него, тука е психологот, побарајте помош. Јас можам дури за телевизија да го оставам телефонот Ѓорги во вашата редакција или било како. Нашиот телефон или преку мейл да постават одредено прашање, само да го наредите емисија може да одговараме на тие прашања. Така, за прашања да има? Или да наметнат гледачите одредена тема, бидејќи психологијата е голема, има многу теми за кои може да се зборува. И јас мислам од сега на вистина потреба. Да, тоа е нашата прва емисија со господјата Јанушева, Манушева, се извинувам, Манушева. Еве се договоривме тоа да го правиме барем еднаш неделно по ваше барање, за ваше добро и така натаму. Теми има многу, менталното здравје беше првата тема, за втората ќе се договориме. Јас ви благодарам за гостувањето во емисија. Ви благодарам и вам, поздрав до вашите гледачи и во секое време ќе дојдам затоа што се чувствувам повикана да дадам помош како психолог. Ви благодарам многу.